Во своја одбрана немав јас лоша намера, никогаш не јас не сакав да те повредам. Денес во Бекстејдж навистина ми е многу драго и тоа со повод Мартинијан Кириловски. Прво кажи ми како си? И јас секогаш кога сум во Бекстејдж секогаш се осеќам феноменално. Тоа може да кажам. Јас ке кажам дека работиш, твориш, музицираш, пееш. Удри ме е композиција која што излезе вчера или ти песна. Можеш да ми кажеш со кого ја работеше и за каква песна станува збор, а додека трае разговорот, гледачите на Бекстејдж ќе имаат можност и да ја слушнат. Па да ви кажам право, станува збор за љубовна песна која е пред се многу емотивна и многу тешка. Има своја позадина која се надевам дека слушателите ќе ја разберат. Тоа и почувствува, тоа е најбитно од се. Сакам да кажам дека ова е творештво на Илија Чосевски од Штип и Весна Малинова. Исто така од Штип, но си живее во Скопје. Ова прекрасна моја, можам да кажам, прекрасна песна е проследена исто така и со видеоспот. Спотот го работеше Томислав Живковиќ од Скопје. Тоа е еден, можам да кажам, виртуоз со камера. Знае од ништо да створи нешто, така да за овој проект и во следниве што ќе ги правам, имам целосна доверба во него, така да мислам дека тоа што го проследија гледачите, мислам дека ја осетија целата песна и целиот тој видео запис кој е склопено во едно, да кажам, пакетче. Удри, удри, удри ме без милост, боли тело, има лек за него, само немој да ми кине срце, удри ме. Што споменав, гледачите на Бекстејдж и на Телма во моментов имаат можност да ја слушнат песната, но мене ме интересира како ти ја доживеа, колку си ти задоволен од тоа како отпеа, од тоа како е изработен спотот и дали можеби повеќе ти лежат балади? Сега ќе бидам искрен со вас, кога ја слушнав прв пат песната, тоа беше само вокал и пијано. И јас да ви кажам, ми се наежи целиот грб, ми се наежи целото тело и тоа ми е на мене знак кога ќе... Тука знаеше дека ова е за тебе? Да. Тука знам не само на оваа песна и на кои било претходни други и следни кои ќе дојдат, тоа ми е знак дека тоа е таа песна која треба да се испее на вистински начин и за која се надевам дека гледачите и слушателите ќе ја осетат таа емоција. Ќе пробазнат. Тинијан, на есен имаме Макфест во Штип, летно време имаме Охридфест или Охридски трубадури, како што се викаше на времето. Кажи ми дали се уште ти се предизвик пред фестивалите и дали се добар начин за промоција на нови песни и на дружење помеѓу вас, естрадните уметници? Со оглед на тоа дека за прв пат се појавив на телевизија 2013 година на Макфест, со задоволство можам да кажам дека и ова година ќе учествувам на 40-то издание на Макфест. Тоа ми е сакам да кажам голема еуфорија кога ќе дојде самиот Макфест.
Целата подготовка, луѓето, сите автори, музичари, пејачи, кои што се таму нели 3 дена се дружите во Штип е навистина убаво. Целата таа еуфорија, таа цела тужба, целиот градот, самиот град во тој период има некоја посебна енергија и сакам да кажам дека тоа е што го одржува македонската сцена и тоа е одлично место, тоест фестивалите да се промовираат и нови пејачи и нови песни, тоа на тоа сме сведоци сите изминативе 2-3 години, кога излегува многу убави песни и хитови, така да ќе оставиме да видиме што ќе биде и оваа година. Ние ќе ги оставиме сега гледачите да уживаат во Удриме, која што ти посакувам да заживее, да стане хит и да се сврти, што би рекле вие пеачите, и по радио станиците, и секако успешно учество и на Макфест, како што кажа, но ќе ја следиме твојата кариера и твоите настапи. Ти благодарам. Ви благодарам на вам многу. Сакам да ги поздравам сите гледачи на Backstage. Udri, udri, pukni me во лице, опцуј честно, што се не су види.